Ке зборувам со мојата гостинка Нина Неновска-Ѓоргиевска, која што е од фондацијата Никола Клюсев и всушност фондација која што е организатор на овој проект. Добро утро, Нина, и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов. Мене ми е мило што ќе имаме можност да позборуваме за еден ваков проект кој што говори и е особено потребен за учениците, но и за компаниите. На успешните компании им треба, но и даваат можност за учениците да можат да видат како изгледа или како би изгледала нивната работа понатака. Праксата е едно искуство кое што понатака ќе им треба навистина многу. Но јас би почнала од почеток, односно би објаснила за самата цел поопширно на проектот и за идејата генерално за ваквиот проект. Значи, проектот создавање деловни партнерства помеѓу стручните училишта и компаниите пред се Erasmus Plus проект, кој што е финансиран од страна на Европската комисија преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ние, како што веќе не најави, фондацијата Никола Клюсев е носител на овој проект како од Македонија, додека други наши партнерски организации се од други 5 европски држави, од Германија, Холандија, Бугарија, Грција и Турција. Проектот траеше 18 месеци, односно 1,5 година, и на 29 март оваа година се одржа завршната конференција Учење преку пракса, каде што се презентираа резултатите од проектот. Кога зборуваме за резултатите од проектот, ќе биде добро и во нашето денешно образложување на самиот проект и говорење за истиот да ги напоменеме, но пред да зборуваме за резултатите, ќе се вратиме малку во таа 1,5 година кога се работеше на самиот проект, учеството на присуството и учеството на учениците, но и на компаниите. Се разбира, кога ќе се даде ваква можност, учениците треба максимално да ја искористат, за да може секој во тоа каде се гледа и како се замислува да проба и да го направи, за да биде еден, како што кажав, искуство плюс за понатаму. И сега мене тоа кое што ме интересира е впечатокот по завршувањето, односно во оваа фаза на проектот на учениците, но и на она кое што всушност го добиваат и компаниите покрај нивниот удел и овозможување простори можност за тоа. Јас прво би кажала која е целта на проектот. Значи, целта ни е да се доближи дуалниот систем на образование во Македонија и во останатите балкански земји кои што ни беа партнери во проектот. За тоа беа заслужени Германија и Холандија, кај кои што веќе се употребува овој дуален систем на образование, како и во останатите западноевропски држави, додека за разлика од нив, овде на балканските држави, тоа се уште на некое почетно ниво, така што овие наши партнери од Холандија и од Германија ни го презентира првично на почетокот на проектот тој дуален систем на образование, односно неколку дена во неделата посета на настава, останатите неколку дена посета на пракса. Ние во текот на спроведувањето на нашиот проект имавме една активност каде што објавивме оглас до стручните училишта кои што можеа да се пријават ученици, поточно 10 ученици од секое училиште, на кои што ние им организиравме пракса во различни компании. Беа одбрани 4 стручни училишта од територијата на градот Скопје, тоа се Васил Антевски Дрен, Здравко Цветковски, Кочо Рацин и Михајло Пупин. Ние им одржавме обука за тоа она што ни беше нас презентирано од страна на германскиот и холандскиот партнер, за тоа што значува дуалниот систем на образование, колку е битна праксата во текот на учењето, особено во стручните училишта, каде што нели секако има некоја струка која што тие ја учат. Од секој од училиште, од својот образовен профил кој што го имаат учениците, ние им најдовме соодветна пракса, кој што ја посетува во текот на месец јуни и јули. И на крајот на вистина тие беа задоволни, исто така и нивните професори кои што знаат дека ние Македонија е на една почетна фаза на имплементација на дуалниот систем на образование и на вистина им беше од голема помош како да стапат во контакт со компаниите кои што ние им ги најдовме за понатаму да остварат и соработка и да продолжат да соработуваат и да праќаат ученици на пракса во иднина. Да, кога зборуваме за овој дуален систем на образование кој што веќе многу добро сработен или веќе добро се практикува во земјите од Западна Европа, зошто ние сме
на, да речеме, на почетокот со ваквиот дуален систем и зошто тоа така споро оди кај нас, како што спомнавте во околината, односно во земјите од Балканот. Што е она што преку работата во самиот проект вие го забележавте како како пречка во тоа да не сме веќе на повисоко ниво во овој процес? Најверојатно ова е еден новитет и во западните европски земји, не дека е многу одамна вметнати таму, но како што кажав, еве Бугарија и Грција се дел од Европската унија, но се уште не е внесен овој дуален систем на образование. Во текот на имплементирањето, значи ние се соочивме со например, би можела да кажам отпор кај некои компании што например викаат ајде сега ќе ви дадеме сертификати ако сакате колку за потребите на проектот, ама дали мора да доаѓаат ученици. И ние викам па да мора. Тоа е суштината. Да, тоа е суштината, значи ние сакаме да го имплементираме тоа, особено затоа што во периодот ние кога пред 1,5 година почнавме да го имплементираме проектот, истиот период и Министерството за образование го воведе на национално ниво. Така што ние тука сме како некој пилот проект за спроведување на ова дуално образование. Исто така сакам да кажам дека истиве активности се спроведува и во другите држави, во Бугарија, Грција и во Турција, каде што и тие во текот на овие 18 месеци има активности да најдат ученици, да одберат училишта и компании каде што ќе можат да ги испратат учениците во тие компании да посетуваат пракса. Така што се надевам дека за брзо време ќе се внесе овој дуален систем на образование кај нас на национално ниво, а веќе по завршување на нашиот проект, на завршната конференција, некои од професорите ни кажаа дека веќе почнал да се воведува така што 4 дена одат учениците на настава, еден ден посетуваат пракса. Што значи во текот на оваа 1,5 година веќе се гледаат некакви резултати, значи не само од нашиот проект, туку и воопшто од целото на национално ниво. Така е. Она кое што треба да го има за да проектот биде успешен како што е, од една страна е желбата на учениците од овие стручни училишта да одвојат од своето време, покрај времето кое што го поминуваат на училиште или на часовите кои што си ги имаат, нели и ги има во системот или во образовниот систем, тие да сакаат, имаат желба понатака тоа да го видат во пракса. Тоа е од страна на учениците или училиштата, а од друга страна компаниите кои што во случајот биле согласни и одвоиле и простор и време, но и услови за да може во нивните простори самите ученици да видат како изгледа тоа на дело. Имаше ли некои потешкоти во самата организација на сето тоа? Зборуваме значи за бројката на ученици кои што сакаат, имаат желба, обезведување на потребната бројка и од друга страна, освен оние компании кои што се прашуваат дали мора да има присуство на ученици, оние кои што беа со отворени врати да потешкоти при обезведување на услови за да може сето тоа да се одвива како што треба. Бидејќи година и пол е навистина добар период за да тоа заврши успешно како што и е. Па немаше некои големи потешкоти, особено затоа што учениците навистина во голем број се пријавија и сакаат да посетуваат пракса. И ние навистина сме изненадени од заинтересираноста на учениците колку тие сакаат да одат и да научат нешто на лице место. И сега кога дојдоа на завршната конференција имавме и ученици кои што посетуваа пракса и ни презентираа како поминале на праксата и викаат ние во реалност го видовме тоа што ние го учиме на училиште. Што е навистина многу добро. Особено потребно, да. Да, исто така и компаниите, ние како фондација сме многу задоволни за тоа што некои од училиштата веќе исклучија меморандуми за соработка со некои од компаниите со училиштата заедно. И веќе продолжуваат со заедничка соработка. Така што ние во оваа пилот фаза на спроведување на учење преку пракса немавме потешкоти, затоа што навистина и професорите се заинтересирани, тие викаат ние имаме потешкоти да најдеме компании и навистина сме ви благодарни што вие тука излегувате во пресред да ни најдете компании. Одлично, верувам дека така ќе продолжи тоа и во иднина да се спроведува. Ги споменеме во продолжение оние 4 стручни училишта кои што беа избрани да земат учество во оваа активност. Тоа е училиштето Васил Антевски Дрен, Михајло Пупин, Здравко Цветковски и
Кочарацин и токму од овие училишта учениците посетуваа пракса во компаниите во зависност од образовниот профил кој што го учат и тоа во адвокатски друштва дел од нив, дел од друштво за осигурување, геодетско биро, текстилна фабрика и така натака. Она кое што е главен производ од овој проект е и онлайн платформата platformforjobs.com, каде што учениците и компаниите ќе можат да регистрираат свој профил и да бараат и нудат пракса во својата област. И ова е на некој начин продолжување или во континуираност на оној проект кој што го правите, бидејќи заврши проектот успешно, но сепак не е завршен и тука да застане, туку продолжува на овој начин и можност да и компаниите и учениците на овој сајт или оваа онлайн платформа можат да се информираат. Така да. Значи, оваа онлайн платформа е крајен резултат на проектот. Меѓутоа, во текот на спроведувањето имавме ние други два резултати, кои што беа направени од страна на холандскиот партнер. Тоа е водичот за компаниите и стручните училишта, во кој што се е прикажан дуалниот систем на образование во западноевропските земји. Таму се опишани сите начинот на образование во секоја партнерска држава, понатаму каква е стапката на невработеност и практично тоа представува еден водич како професорите и компаниите би можеле да се запознаат какви се образовните системи во другите држави, па и кај нас. И што да се примени во иднина за да се постигне дуалниот систем на образование. Вториот продукт ни е пасошот за успех. Ова е наменет за учениците, каде што има еден дел и за водење на дневник од страна на учениците, каде што тие треба да пополнуваат секој ден додека одат на пракса, да пополнуваат што научиле, какви активности имале, па дури на крајот има и евалуација каде што менторите во компаниите треба да им дадат нивна оцена и да напишат дали се задоволни од ученикот или не. За потребите на за праксата која што ние им ја обезбедивме на учениците, ние ги имаме овие во печатено издание, но секако за сите идни ученици па и професори кои што се заинтересирани, може да ги најдат овие два документи на веб страната на проектот, која се вика vet-www.bl.eu. Тоа е скратеница на името на проектот, меѓутоа на англиски јазик. И таму може да се најдат овие документи да се искористат и во текот на праксата понатаму доколку учениците би посетувале пракса. Да, и само може дел од овој пасош за успех или она кој што го спомнавте, тоа е прашање на кои што би требало да одговорат учениците кои што ја посетуваат праксата, се со цел нив да им се улесни и да знаат што всушност во денот запаметили, што е она кое што го сработиле. Прашање од типот што работеше денес, дали ти беше јасно што треба да работиш и кој ти даде насоки за работа, што ново научи денес, дали имаше можност да примениш дел од знаењата од училиште во текот на работата, дали ги доби очекуваните објаснувања од менторот, како соработуваше со менторот и уште неколку други прашања кои што се клучни во однос на тоа како би требало да изгледа еден ден поминат во пракса или тие часови поминати во пракса, за да можат и самите ученици да видат до каде се и како би продолжиле понатаму. Да, па исто така ова е и за професорите да видат што научиле тие и каква е крајната оцена од страна на менторот. Така да и во нивното оценување на крајот од годината ќе може да дадат на генерална оцена од наставата и од посетата на пракса. Да. Тоа е улеснително и за учениците и за професорите. Да. И третиот главен продукт на целиот проект, како што споменат, е платформата, онлайн платформата. Таа е веќе активна, може да се регистрираат ученици и компании. Ја има на сите јазици од каде што имаме ние партнерски организации, таа е преведена, така што учениците, односно компаниите кои ќе сакаат да регистрираат свој профил, треба да го одберат македонскиот јазик и потоа се бира дали се регистрира профил на компанија или на ученик. Значи ученикот ги внесува неговите податоци, кажува која е неговата стручна област, односно што учи. Понатаму бара пракса во зависност од неговата област на учење или исто така има опција да бара и други пракси доколку се пронаоѓа негде да аплицира и на друго место. Додека компаниите од кои ќе го формираат нивниот профил може да понудат пракса, да напишат во описот што точно се бара, какви ученици се бараат, дали ќе биде платена праксата или не.
и после тоа се одбира од страна на учениците кои што ќе аплицираат за соодветната пракса. На крајот, по завршување на праксата, на оваа онлайн платформа има можност за оцена на ученикот од страна на менторот во компанијата, каде што се пишуваат какви квалитети покажал ученикот, дали компанијата е задоволна од неговата работа и дали се препорачува понатаму на идни компании. И оваа оцена се гледа на профилот на ученикот, меѓутоа таа е видлива само за компаниите, а не и за сите ученици. Да, за да може да се случува барем оној дел, нели, кој ученик и каков впечаток оставил во самата компанија каде што била праксата. Дали тоа значи дека во иднина можеби согласно со тоа како би работеле компаниите и како би се одвила работата во нивни рамки или во самата компанија, дека можеби се остава простори за некоја доколку се ослободува работно место да овие ученици кои што прават пракса, да практично по завршување на образованието продолжат и таму. Токму затоа и оваа платформа ја крстивме Platform for Jobs, значи за барање работа, па понатаму може да се развие и во платформа за наоѓање работа, за нудење работа од страна на компаниите, меѓутоа тоа е една дополнителна активност што понатаму би следала. Така. Кога веќе сме за кај понатамушните активности и веќе кон крајот на нашиот денешен разговор, може да и те споменеме што е останато во склоп на работата на Фондацијата Никола Кљусев и што би можеле да најавиме за овој ден, дали како дел од ова за кој што денеска зборуваме и нешто следно. Фондацијата Никола Кљусев е активна како на локално, на национално, така и на меѓународно ниво, како што е овој проект, значи од областа на образование, на култура, спорт, уметност и така натаму. Фондацијата организира разни семинари и конференции и е домаќин на промоции на книги и други изданија. Ние во иднина, конкретно еве за овој проект, сакам да кажам дека повторно аплициравме за продолжување на проектот, односно еден вид на follow-up на проектот до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со истите партнери, затоа што има многу големо задоволство кај компаниите и кај стручните училишта, па и воопшто кај нас како организатори и кај партнерските организации кои што сакаат да го продолжат овој проект и да го продлабочат во внатрешноста на нашите држави. Значи, еве како што се гледа според училиштата, ние во Македонија го спроведовме на територијата на град Скопје, меѓутоа има и од други училишта кои што не прешуваат од други градови, дали може и ние. Меѓутоа, еве, ние токму затоа аплициравме повторно за продолжување на проектот, како ќе можеме да го продлабочиме низ натрешноста на Македонија по другите стручни училишта и да им обезбедиме пракса, па и работа на учениците понатаму во нивното родно место. Одлично, да. Искрено се надеваме дека ќе го добиеме од Националната агенција, за тоа понатаму. Да, за тоа понатаму и искрено јас верувам и посакувам да го добиете и ќе имаме можност и прилика да позборуваме кога ќе дојде тој момент и да видиме како и во која насока ќе продолжи проектот, кога ќе биде веќе зголемени не само на ниво на град Скопје, туку и на останатите градови на нашата земја, кои што не треба се разбира да ги заборавиме, нити учениците кои што учат во тамошните стручни училишта и кои што се разбира сакаат негде да практицираат, односно да видат како изгледа на делот тоа кое што го учат. Знаеме дека теоријата е добра и треба да имаме одредено знаење за тоа кој што понатака ќе го работиме, но праксата и тоа како е неопходна и затоа овој проект кој што е спроведен е со една добра цел и проект кој што ќе донесе резултати како што се и овие кои што првично ги има. Рековме дека проектот е дел од Erasmus Plus програмата кој Фондацијата Никола Кљусев го реализираше во текот на 2020-2021 и дел од 2022 година заедно со партнерските организации од Грција, Турција, Бугарија, Холандија и Германија. Ние исто така во утринската програма ги образложуваме и останатите иницијативи и програми кои што ги има Erasmus Plus е со цел да стигнат до учениците, бидејќи се работи за нивно добро, но и за нивна иднина, но и иднината на нашата земја. Така да не наблагодарам за вашето денешно гостување и верувам дека ќе се видиме во следна прилика со нови и добри резултати. Ви благодарам на поканата.